цел за ова остварување на мерките и задачите кои произлегуваат. Може би дел од 73 мерки се предвидуваат од планот во првиот дел од планот 369, мал дел од нив владата директно може да ги реализира, но голем дел од овие мерки треба да се остваруваат од институциите кои што се основно независни од владата и ке зависи од нивната волја, од нивната ангажираност за да се реализираат овие мерки. Ние сме како секретаријат моментално во секојдневни контакти со овие институции за да се почне со остварување на овие реформи. Тоа што ќе биде многу важно во овој процес е инклузивноста. Инклузивноста влада со граѓанското општество, инклузивност со владата, со институциите, како што кажав, кои се независни од владата, но тоа што е најважно, инклузивноста на политичките партии внатре во собранието. И јас уште еднаш ќе повторам ставот дека доколку ќе постигнеме да го издвоиме процесот на интегрирање како процес супранационален или надпартиски, надетнички, надличен интерес, ние ќе го постигнеме најголемиот интерес на овој процес. Ќе ја продолжиме политичката битка за секојдневните политики, но моје барање на граѓаните е да овој процес за интеграција врз основа на искуството на земјите од регион кои што постигнале меѓупартиски, меѓуполитички консензус за прашањето на интеграцијата, ќе го олесни процесот на реализирање на реформите. Дозволете ми да се реферирам на неколку точки кои што се спомнуваат во планот 369 за кои што се информирани, бидејќи веќе сме го доставиле до собранието за да ве информираме. Се адресира прашањето на работата на собранието како највисок дом да се врати надзорната улога. Мислам дека тоа што ние премиерот и јас чекавме 30 минути да доаѓате, тоа е најдобрата порака дека собранието треба да се чека и тоа е логата во собранието, во системот или иерархијата на институциите во државата. Но пред се во враќањето, субстанцијалното враќање на надгледната улога, надзорната улога што ја има собранието над одредени тела во однос на одредени институции и тела, и сметам дека владата треба да ја искаже својата готовност да дозволи субстанцијално мониторирање на комисиите и за разузнавање и другите агенции, но освен за пратеничките прашања кои што редовно се одвиваат, доколку ќе има барање од собранието или ќе дозволи деловникот, ние ќе возможиме или ќе дозволиме, ќе прифатиме, подобро да кажам, пратенички прашања на неделна основа во рок од 1 час. Исто така сме готови да ги елаборираме предлог законите во пратеничките комисии на ниво на експерти пред да доаѓаме да ги елаборираме на ниво на политичко ниво. Во областа на изборите, тоа на што ќе се фокусираме во првиот дел е консолидирање, внатрешно консолидирање на капацитетите на Државната изборна комисија, ажурнирање на изборната листа, обука на вработените во областа на правосудството. Ги прифаќаме препораките на Комисијата на Европската унија и Венециската комисија во однос на за судството и со цел да се изгради независно судство, непристрасно, професионално и ефикасно во согласност со овие препораки. Во краток рок, во 3-месечниот рок, владата ќе ги изготви сите препораки за судскиот систем и ќе формира слободно судство без притисоци за потребните легислативни промени кои што ќе дојдат во среден и долг рок во областа на остварување имплементацијата на Охридскиот договор. Меѓуетничките односи се основата за развој на општеството и тука предвидуваме усвојување на законот за употреба на албанскиот јазик, што според по владата ќе се донесе и до собранието и ќе побараме мислење и од Венециската комисија. Во делот на реформата на јавната администрација ќе се започне со дефинирање на сеопфатната стратегија во насока на деполитизација, професионализација на администрацијата и градење на
администрација ориентирана кон обслужување ќе работи во подобрени работни услови. Владата верува дека реформата на разузнавачките и безбедносните служби е потребна, но ова ќе треба да се одвие во транспарентен, инклузивен процес, да не дозволиме дисторзија на системот на обезбедување во нашата земја. Борбата против организираниот криминал и корупција останува високо на агендата на овој план, со цел да се спроведат реформите кои ќе обезбедат непристрасен и професионален однос кон секој пријавен случај на корупција, со еднаков пристап и примена на законот за секој граѓанин и сигурно цивилниот сектор, граѓанското општество, кој што беше дел од изготвување на овој документ или овој план, но тоа за што сме посветени во овој период е тие да се активно приклучени и при спроведување на планот 369 и во наредните денови ние ќе продолжиме со нашите средби со нив за да се да кажеме кој ќе биде нивната улога во имплементирање и мониторирање на мерките кои што произлегуваат од планот 369. Почитувани пратеници, дозволете ми да заокружам очекувањата, долгото чекање пред вратите на Унијата не прави да се чувствуваме дека се влечеме сите наназад, како што видовме 2-3 години наназад. Ова не однесе во длабока политичка институционална криза. Се согласувам со премиерот дека ово прозорец на можност што се отвора пред нас, овој момент на севкупен оптимизам како во земјите, така и во земјите на членки на Европската унија треба да го искористиме и мораме да даваме резултати конкретни. Сега не е време да се водиме од нашите лични, партиски па и други етнички приоритети. Сега е време кога секој од нас треба да се посвети на заедничкиот приоритет да го придвижиме земјата кон ЕУ и НАТО. Тоа објективно им го должиме на граѓаните и би било коректно и правично за да им дадеме шанса на овој процес. Сме грешеле сите, премногу шанси сме препуштиле и ако ја препуштиме и оваа шанса, граѓаните нема и да ни простат, но и не би требало да ни простат. Во таа насока дозволете ми да го искажам моето огромно задоволство што тука, овде во собранието, успеавме да постигнеме согласеност за текстот на декларацијата за забрзување на реформските и интеграцијските процеси за членување на Македонија во Европската унија и НАТО. Сакам да верувам дека ова е само прв чекор кон градење на доверба и создавање услови за политичко единство